Почитувани представници на медиумите, ви благодарам што одвоивте време денес да бидете со нас. Со огромно задоволство ја најавуваме новата премиера на Народниот театар Војдан Чернодрински, представата Ловец отворишта во режија на Мартин Кочовски. Со оваа премиера продолжуваме со реализацијата на годишната програма за работа на Центарот за култура Марко Цепенков, поддржана од страна на Министерството за култура и туризам. А од вкупно 5 драмски проекти одобрени за оваа година, ова е третата представа што ја поставуваме на сцената, со што го потврдуваме нашиот континуитет во создавање на нови и квалитетни театарски продукции. Сакам искрена благодарност да упатам до режисерот Мартин Кочовски, до авторскиот тим, до актерската екипа, до сите вработени во Народниот театар Војдан Чернодрински, кои со својата креативност, професионалност и посветеност придонесоа оваа представа да добие свој сценски живот. И покрај предизвиците со кои се соочуваме деновиве, ние остануваме доследни на нашата мисија да создаваме квалитетен театар и на нашата публика да понудиме репертоар кој инспирира, кој поттикнува размислувања и кој отвара важни општествени прашања. Премиерата ќе се одржи на 16 јули со почеток во 20 часот и ги покануваме сите љубители на театарската уметност и нашата верна публика да ни се придружат и да бидат дел од најновата премиера на театарот Војдан Чернодрински, представата Ловец отворишта. Во продолжение зборот му го препуштам на раководител на театарот да го представи актерскиот и уметничкиот тим, а потоа тие подетално ќе кажат за самиот процес на работа и за самата представа. И благодарам од мене. Добар ден, почитувани новинари. Најнапред сакам да ви се заблагодарам за тоа што и денес ќе ја пренесете нашата порака и во медиумите како и во телевизиите. Народниот театар Војдан Чернодрински оваа година има навистина големи имиња кои што ќе режираат на нашата сцена. Мартин, добре дојде дома уште еднаш. Ти честитам за представата и за премиерата. Мартин е еден од режисерите со кои Пилепски театар ги жнееше најголемите успеси. Се надевам дека и со оваа представа ќе ја продолжиме таа историја. Мартин, оваа премиера ја работи Мартин Кочовски, режисер кој што е еден од најдобрите моментално во Македонија. Ти благодарам што работеше креативно и што ги не оставиш навистина оваа представа. Дозволете ми да го представам креативниот тим, режијата, како што кажав претходно, е на Мартин Кочовски, сценографијата изработува Филип Јовановски, костимографија и светло е на Јулијана Војкова Најман, музиката ја работи Пеце Брада Трајковски, на пијано Давид Скерлевски, вокал е Ана Митоска, саксофон Илија Волчевски, како и гитара Димитар Ѓорѓевски. Во актерскиот тим членови се поголемиот дел од ансамблот, односно Димитар Ѓорѓевски, Александар Тодески, Јасмина Мицовска-Стојановска, Станковска, извинете, Наташа Наумовска-Ачански, Марија Спирковска-Илиевска, Илија Волчевски и нашиот гостин кој што за прв пат доаѓа кај нас. Чест ми е затоа што и јас играм со неја на сцена, навистина едно талентирано девојче кој што студира на факултетот за драмски уметности. Се надевам дека и во иднина ќе ни стане и наша колешка, јас тоа го посакувам затоа што девојчето е навистина талентирано и Пилеп треба да се горде. Теона, ти благодарам и добро дојде на сцената на Народниот театар Војдан Чернодрински. Тоа е Теона Крстевска. Посебно благодарам Игор Трпчевски и гостинот Здравко Стојмиров. Посебно благодарност сакам да упатам до Лидија Митовска Ѓорѓевска, која што ни ја направи драматизацијата, навистина креативна, мислам дека се измачи, но утре вечер ќе имаме што да покажеме. Сега ќе оставам на ансамблот да поставите прашање, исто така и тие да си кажат што имаат. Благодарам. Јас многу пати сум бил во ваква ситуација пред вас тука, кај што кажувам дека имам чест да работам со најдобрата екипа во Македонија. Ова исто така важи денес. Но јас ќе додам дека и уникатна екипа. Ваков проект сватив дека никаде друго место не може да се направи. Дека само оваа екипа може да издржи ваков проект.
Значи, јас, колку ја ги познавам актерите, толку време сме работеле, години помина, мислам, и во животниот пат не е заеднички, но овај пат сум вистина воодушевен на нив. И најодговорно тврдам дека не само што е најдобрата, туку е уникатна. Друга екипа во Македонија, можда и пошироко, најверојатно и пошироко, не би можела да издржи ваков проект. Истото важи и за управата на театарот. Сум бил во ситуации во некои театри кај што предлагам текстови на кои значени да речеме Ромео и Јулија и тие ми викаат: "Абе Мартин, со кои глумци бе Мартин? Со кој театар бе Мартин?" Наместо да биде обратно. Тие да ми речат: "Ајде Мартин да направиме некоја класика." Па јас да му речам: "Абе трајте со кои глумци? Кој театар?" Тука им предлагам, откога се договоривме со Лидија дека ќе го работиме овој текст, им предлагам на управата да работиме нешто огромно нешто, што во историјата на европскиот театар не е правено, да го направиме и тие ми рекоа одма: "Важи, супер, одлично, го правиме." Тоа сакам да кажам. И од нивна страна има храброст и една поддршка што е незаменлива. Во ваква ситуација кај што се наоѓаме од околностите, многу е важна поддршката на тие што стојат зад тебе. Тие ти дават волја, елан, сила да го направиш, верба. И заради тоа стигнавме до вакво нешто, кој е грандиозен проект. Зошто? Што беше предизвикот? Се ќе ви кажам, генерално повеќе за материјата со која се занимава представата ќе ви раскаже Лидија. Но основната тема е една тема која често се обработува, особено јас, конфликтот на индивидуата во општеството, во системот. И заради тоа Прилепски театар е исклучително добро место да се направи овој текст. Затоа што Прилепски театар е една клетка во општеството што упорно пркоси на сите околности во кои се наоѓа. Сигурно е јасно на сите какви биле буџетите и во минатото и сега на овој театар, ги комшите секогаш биле помали буџетите, помали представи, ограничени услови во секоја смисла. Сега дури немаме ни сала. Сега работиме во примитивни услови. Министерството се однесува кон овој проект понижувачки со подсмев. Но ви викам, управата и актерите како и секојаш, управата овој пат со сите сили, со сите можни средства, со се што можат, дадоа се од себе да го направиме ова и тоа е за мене доволно. Повеќе од доволно за успешна представа. Останатото е вкусно доживување, на перцепција, на изведба. Другото не е толку важно, колку што е важно дека успеавме да направиме ваков проект. Тоа ми беше зборот, значи, оваа материја која обработуваме на вечниот конфликт на индивидуата со личноста беше идеалното место во овој театар да се направи со овие луѓе кои немаат мир, кои не се помирија толку време во ситуацијата која се ставени. Како што најави Мартин, јас да кажам нешто повеќе за содржината и структурата на оваа представа. Значи, Ловецот воршта е своевидна побуна против конвенциите на средината. Се мисли на општествени, економски и пред се интелектуални конвенции кои што ни се наметнати. А Ловецот воршта, односно Холден Колфилд, е еден вид херој или антихерој, или ниту едното, ниту другото, кој што цело време се обидува да се справи со безсмислата која што на секој чекор го снаоѓа. Значи, од неговата собствена фамилија, преку училиштата кои што го изфрлаат, па се до сите локали каде што се движи и луѓе со кои што се сретнува. Единствен исклучок на ова е неговата сестра, помала сестра Фиби, која што пробува да ја заштити од средината во која што тој самиот има пораснато. Работата е во тоа што ние како луѓе губиме еден дел од нас некаде меѓу детството и зрелоста и не се работи за носталгично гледање на работите, ниту пак зборувам за невиноста во некоја смисла, туку се работи за едно непосредно гледање, непосреден однос кон светот и кон животот, за една искреност, за една љубопитност која што ја губиме и никогаш повеќе не можеме да ја добиеме. Во таа смисла, прашањето моето лично
прашање кое ме мачеше беше што останува од нас откако ќе ги направиме сите компромиси, откако ќе направиме толку големи отстапки кога созреваме и што останува од нас откако ќе се подредиме на сите општествени норми кои што мораме да ги прифатиме на некој начин. И токму тука ја гледам големата моќ на ова представа и на ова дело, во можноста што ни ја дава да ја сватиме позицијата на човекот во општеството, кој што е растргнат меѓу неговата комплексна природа, која што е составена од противречности, и општеството од друга страна, кое што цело време пробува да ја редуцира таа комплексност и некако да ја вкалапи. Инаку во врска со работата, во вакви услови како што спомнав сега, пред малку, исто и за тоа, јас не можам да објаснам како е да се работи во овие услови во кои што сме се нашле сега, а и да можев, немаше да сакам. Прво сакам да кажам дека многу ми е драго што седам моментално со оваа екипа, затоа што и желбата за да се запишам на факултет за драмски уметности ми е од нив, од истите тие луѓе. И баш ми е драго што сум во процес на Мартин Кочовски, ова го немам никогаш кажано, ама сега ќе го признаам тука пред сите. Омилена представа ми беше Декамерон, пред да се запишам на факултет. И стварно ми беше драго кога бев известена дека сум дел од екипата за новиот проект. Не знам, јас си поминав супер, многу ми е драго што соработувавме, ми беше огромен предизвик, затоа што ова е стварно огромен залог за студент, не беше воопшто едноставно, ама мислам дека јас овладав задачата. Мислам, предизвик е секоја улога и секој проект е предизвик, нема што да се должи тука многу. За соработката, и Мартин, како што каже за екипата, ние екипата го имаме истото мислење за него. Мислам, тотален предизвик да се работи со Мартин и уживање и реткост. Мислам, не да се милам капа сега дека на пресов, ама го кажувам често, многу ме потсетува на професорот мој, на Владо Цветановски и Мартин. И сметам дека тој е еден од ретките диаманти кој што експериментира во театаров до некои граници, што не знам, и јас не сум сигурен дали би одел. И како актери треба да сме благодарни, независно од резултатот. Мислам, резултатот, како што каже и Мартин, зависи од изведба, од ден, од, не знам, перцепција и така натаму. Процесот е битен. Мислам, процесов, фрлање до крајни граници, некогаш одиме над нашите граници, фактички откриваме некои работи што не сме свесни дека ги имаме и како потенцијал и како уметнички потенцијал. Мислам и како човечки и како уметнички. Така да тоа е за соработката. А истото го мислам па и за нашава екипа овде за Прилеп. Сега ми е без веза да зборувам, пошто сме секој ден заедно и сме како фамилија, ама и мислам дека и ние сме ретки диаманти. Мислам, сега работевме по 12 часа на ден последниве денови и спремни бевме уште толку. 24 максимумов дневен да го достигнеме, изморени и така натаму, и ова го немаш никаде. Мислам, сега се работи синдикално, се работи вака или така, значи овде се работи за уживањето. Уште го имаме, колку и да имаме проблеми, ова, зграда немало, не знам, се нема. Држава немаме, камоли зграда. Ама имаме уште уживање и кеф. Тоа е битно. Така да дојдете гледате што.